Баш викаш, Раде? А? Раде. Раде? Белата техника се сменахме, оно колкото се можеш. Тебе е страх и от чујето? Ми е страх, да. Ти е страх и да газиме, ама целово место е јави. Ево, гледате тут насини, тамо ено, неке е попушчан. Тоа више се мешаат водите Да. и јамите. Добро се, најдобро. Хвала исто и вас. Пријатно. Грате. Колку години имаш? 75. Вако нешто памтиш да сега? Прв пат. И пропаѓа земјата. Зборли, не сами се зборли. Овде вака, не беше вака. Рамно беше. Жалам, човек се проблем. Кај мене уште нема проблем. Кај мене има само Дај се ќе реши проблемот, хајде ден. Не само кутива да не ходиш. Тоа е будизм. Вие само вашата души. Колку време? Месеци после подвода. И тоа е подобни се два, тоа е малу вака тисичини. Ако беше еден, тоа така беше. Това е случаят кај Слаша. Ова не се води на горно присутно. И влагата се качува. Значи, како што можете и самите да се уверите, одека состојбата нити е под контрола, нити е нормална, нити е редовна како секоја година. Ги споменувам само изјавите што во изминатиот период имавме прилика да ги слушнеме. Состојбата е критична, состојбата е тешка, пред се овдека во Пештани, меѓутоа и по целиот брег на Охридското езеро. Она што уште повеќе загрижува се временскиве неприлики, новите падања од снег, дожд, се наоѓаме во март месец кога може да дојде до нагло затоплување и нагло топење на снегот, што може да ја влоши состојбата. Овие луѓе со својата неволја во која што се наоѓаат не можат сами да се справат. Потребна е, неопходна е координирана помош пред се од државата во координација и со локалната власт, со локалната самоуправа тука. Треба да се види што треба веднаш да се направи за да се намали ризикот во овој момент од уште поголеми штети. Можеби најголем проблем овдека и најголема опасност е еколошката опасност, односно ризикот што постои заради прелевање водите и мешање со септичките јами да дојде до зарази, нарушување на здравствената состојба на луѓето овдека. И тука е можеби точката на која што најургентно треба се делува. Доколку постојат можности технички, а тука граѓаните од Пештани му веруваат дека постојат, под најхитно треба да се приклучи што е можно поголем дел од ова село на колекторот и на тој начин барем да се намали ризикот од болести кои што очигледно постои тука. Исто така, уште во овој момент треба да се предвидат финансиски средства за помош на овие луѓе кои што кога ќе се нормализираат временските прилики ќе дојдат во ситуација да мораат да ги вратат овие куќи, живеалишта во нормална состојба да може нормално се живее. Државата тука мора да помогне и со своји финансиски средства. Црнко, не сме дека со вашето посте денес му се дава една премногу политичка конотација на целиот овој случај. Се премногу исполитизира се тоа. Значи, прво, овдека нема политика, овдека има реалност. Овдека има реални проблеми на овие луѓе кои што живеат тука. Не е политика оваа јама полна со вода, подрумите полни со вода, куќите полни со вода, подпорните зидови што се рушат, тоа е реален, тежок живот со кој што се соочуваат овие луѓе кои што живеат тука во Пештани. Ако треба да има политика, треба да има единствена политика
и од страна на централната власт и од страна на локалната власт да им се помогне на овие луѓе, бидејќи нити премиерот, нити владата не се премиери влада само на оние што ги гласале, туку на сите граѓани на Република Македонија. Нивна обврска е подеднакво, секаде каде што е потребно и неопходно да пружат помош и благовремено делуваат. Апсолутно сум убеден и верувам во сите експертски и стручни аргументи кои што беа јавно изнесени, дека доколку навреме се овозможеше истекување на Охридското езеро и намалување на нивото на Охридското езеро, ваква ситуација во Охрид и Охридско немаше да се случи или ќе беше во многу помали размери. Сега можеме да говориме што допрво може да се направи, меѓутоа мислам дека грешките се направени во претходниот период. Ние имавме прилика да ги слушнеме изјавите на првиот човек на ЕЛЕМ дека ова е вообичаена состојба како секоја година. Не е вообичаена состојба. Дефинитивно ова е вонредна состојба и мислам дека и од страна на ЕЛЕМ е направен голем пропуст, врз основа на кој што денес неповолните временски прилики дополнително придонесува да дојде до потешка состојба. Мислите дека после ова владата треба да си поднесе оставка? Владата поднесе оставка. Владата има милион причини да поднесе оставка. Не само заради ова. Ова е милион и првата, да. Ова е милион и првата. Надвор од ова, дали на лидерската средба која што треба да ја имате овие денови, ќе отворите други прашања за други уставни измени? Надвор од прашањето за средба. Па јас веќе дадов една изјава која што реков дека секој отварање на уставот носи ризик да се отвори пандорината кутија. Од разни страни да доаѓаат иницијативи и предлози за измени на други делови од уставот и затоа без добра и сериозна подготовка не треба да се брза со такви иницијативи. Ние како политичка партија сме одговорни и немаме намере и самите со нови некои предлози кои би дошли од наша страна да го зголемиме тој хаос или конфузијата која што во овој момент владее на политичката сцена. Па ставот на Социјалдемократскиот сојуз за начинот на функционирање на антикорупцијската комисија, меѓу друго, можеше да се забележи и констатира со поднесувањето на интерпелацијата за претседателката на антикорупцијска комисија, која што за жал не доби мнозинска поддршка во Собранието на Република Македонија. Значи, дефинитивно, овие кавги што внатре во комисијата меѓу членовите се случуваат, само дополнително покажуваат во каква хаотична состојба се наоѓа тоа тело кое што треба биде предводник во борбата против криминалот, односно пред се против корупцијата. Таа комисија одамна не си ја врши својата работа и повеќе служи за покритие на криминалот и корупцијата на актуелната власт, отколку за борба против корупцијата.